Во вестите на Ирис телевизија разговараме со градоначалникот на општина Карвинци, господинот Јордан Насев. Градоначалниче, добро дојдовте во вестите на Ирис телевизија. Еве за почеток да ни кажете после или речиси 8 месеци како сте градоначалник на општина Карвинци, па еве за почеток да ни кажете во каква состојба ја затегнавте општината, финансиски, кадровски, а можеби за нешто друго ќе ни додадете. Да, поздрав до гледачите на Ирис телевизија. Значи, јас општина Карвинци ја затекнав во една многу лоша состојба. Да кажам прво да истакнам финанската состојба, значи затекнавме долг од 24 милиони, кој што долг го преземавме со записник. Меѓутоа, еве сега после 8 месеци, овој долг веќе за нови 2 до 3 милиона кои што не беа ставени во записникот, излегуваат нови долгове. Значи, во моментот некаде околу 27 милиона денара е долгот на општина Карвинци према добавувачи. За период од 8 месеци ние некаде успеавме да раздолжиме околу 8 милиона денари и сегашниот долг е некаде околу 18 милиони денари. Во делот на кадровската политика, да кажеме, имаме 14 вработени, меѓутоа самиот потенцијал не соодветствува со потребите на граѓаните и со потребите на локалната самоуправа општина Карвинци. Јас само ќе истакнам неколку примери, за мене апсурдни. Ние имаме, да кажеме, по систематизација собракаен инспектор, меѓутоа во систематизацијата никаде нема комунален инспектор, кој што е основ на една, да кажеме, локална самоуправа. Исто така немаме градежен инспектор во систематизацијата и ред други работи. Имаме 2 возила, двајца возачи на 13-14 вработени. По мене мислам дека во основа не е добро организирана локалната администрација. Сето тоа ни дава за право да направиме една нова, да кажеме, систематизација и организација, се со единствена цел да се искористат потенцијалите на постоечките вработени и нормално доколку оценеме дека треба да извршиме, да кажеме, преобразување или доквалификација на постоечките вработени, ние тоа ќе го направиме, се со единствена цел да општината биде по-услужлива, по-експедитивна и граѓаните да имат по-квалитетни услуги. Кои се проблемите на локалната самоуправа? Па најголем проблем, како и другите општини и локални самоуправи, значи ние постоиме за граѓаните, тоа е во сферата на комуналното уредување. Значи најголем дел од општина Карвинци, или ние сме по територија некаде околу 250 квадратни километри, најголем проблем ние во делот на зафаќање, одведување и прочистување на отпадните води од домакинствата. Исто така во еден дел од плачковичките села немаме пристапни патишта, значи луѓето оттежното се движат до своите имоти, до своите домове, а така да мислам дека барањата се во ред од нивна страна кои што ги испорачуваат секојдневно до општината. Еден дел исто така имаме проблем, можеби по приоритет треба да биде на прво место, меѓутоа по обем не е толку истакнат, тоа е делот на водоснабдувањето, значи и тука имаме одредени проблеми, пошто се работи за релативно мали системи за наводнување. Ние имаме некаде околу 15 водоснабдителни системи во 15 населени места. Дел од тие водоснабдителни системи се руинирани, потребно е реконструкција, потребно е набавка на помпи, потребно е набавка на хлоринатори. Исто така, значи, во тој дел се потребите на граѓаните оправдани према локалната самоуправа. Значи, во основа проблемите се од комуналната сфера. Градоначалниче, што треба да се промени? Кои се проектите во план, некои нови инфраструктурни решенија? Да ни кажете нешто и повеќе за соработката со бизнис секторот и другите општини. Па, општина Карвинци е аграрна општина, значи претежно во делот на аграрот имаме неколку производни капацитети кои што се во делот на преработка, конзервирање и други, да кажеме, обработки на зеленчук, на овошје во општина Карвинци. Исто така имаме
производство на раноградинарски култури, значи ние како локална самоуправа сме отворени за соработка со бизнис секторот, поточно во делот на урбанизација на градежно земјиште, во делот на издавање на дозволи и сите оние потребни дозволи и согласности кои што бизнис секторот зависи, значи ние сме отворени према сите, да кажеме, наши правни лица. Во делот на проектите не може да се пофалам дека затекнавме некоја, да кажеме, спремана техничка документација, некаде околу 2 милиона денара инвестиравме за 8 месеци во изработка на техничка документација. Таа документација претежно се, да кажеме, однесува на изработка на водоснабдителни системи, изработка на канализациони системи, санирање на постоечки планинарски домове, на одмаралишта, на пристапни патишта, значи без проектна документација ние не може да бараме помош од државата и од различните фондове. Значи тоа беше предуслов за да може да аплицираме на повеќе повици. За сега, значи ние имавме обезбедено преку Бирото за равномерен регионален развој, имаме обезбедено околу 3 милиона и 800 илјади, тоа се за два пристапни патишта, спојот со регионален пат Плачковица-Штип, тоа е за село Јунузлија и за село Парналија. Значи, за едниот проект имаме обезбедено 2 милиона, за другиот проект имаме 1.700.000 и дополнително наше учество имаме околу 3 милиона и 700, значи вкупниот проект е некаде околу 7 милиона и 200.000 денари. Дополнително преку мерките кои што ги објави Министерството за земјоделие за равномерен регионален развој преку платежната агенција, имаме заедно преку Источнопланскиот регион аплицирано за 3 пристапни патишта, вклучувајќи за населбата Вртешка, за вкупна вредност околу приближно 20 милиона денара. Тоа се проекти за пристапни патишта до регионалниот пат. Дополнително имаме спремано, да кажеме, 3 проекти. Едниот проект се однесува пристапен пат за село Карбинци со мост преку Козјачка река во самото населено место Карбинци со атмосферска канализација и тротоари за вкупна вредност околу 20 милиона денара. Друг капитален проект кој што исто така планираме да го аплицираме преку мерката 321, тоа е реконструкција на постоечкиот пат од село Таринци до село Долни Балван со пешачка патека, со велосипедска патека и тротоари. И исто така една од мерките кои што планираме да аплицираме, тоа е во село Крупиште за реконструкција и изградба на улична канализација со тротоари, исто така за вредност од 20 милиони денари. Не помалку, значи, работиме и на поттикнување на туризмот. Знаеме дека на планината Плачковица, заедно со планинарското друштво Лисец, имаме планинарски дом. Таму имаме направено неколку содржини за вкупна вредност од 430.000 евра. По мене најбитно е пристапниот пат, сместувачките капацитети, спортски терени, вештачка карпа, се со единствена цел да се привлечат што повеќе туристи, за да може да ги погледнат знаменитостите на нашата убава планина Плачковица. На тој потек да искористам прилика да кажам дека има огромен број на неистражени пештери, на водопади и други природни убавини кои што сега за сега се недостапни за јавноста. Значи ставивте акцент токму на инфраструктурните проекти и развој на руралниот туризам, меѓутоа што ќе биде приоритет во вашата работа следниот период токму во реализација на проекти кои што освен овие што ги напоменавте ќе придонесат за развој на оваа рурална општина како што се вели за општина Карбинци. Како што истакнавме на почетокот, покрај финансиската стабилизација на самата општина, односно враќање на долговето према добавувачите и изведувачите, со реорганизација на општинската администрација, ќе треба исто така да направиме и привлекување на странски инвеститори. Ние имавме неколку делегации од Турција, од Словенија, кои што се заинтересирани за инвестиции во општина Карбинци. Ние како локална самоуправа
веќе имаме направено иницијативи за изградба на индустријски зони, кои што индустријски зони би послужиле за понатамошна инвестиција, така да на поведок са 2 индустријски зони меѓу селото Таринци и Нов Карорман на 20 хектари би урбанизирале земјоделско земјиште за изградба на фарми. Има веќе запознати инвеститори заинтересирани и на потегот меѓу село Таринци и село Долни Балван исто така имаме спремна една индустријска зона која што сакаме исто така да објавиме за продажба и за инвестиции. Сметаме дека со привлекувањето на дел од странски инвестиции и дел од наши инвеститори би се подигнал стандардот на животот на жителите во општина Карвенци и со тоа општина Карвенци би било пригодно место за живење и за развој на економијата и на животот на местното население. Градоначалниче, ви благодариме за разговорот. Благодарам на вас и вашата телевизија и благодарност до гледачите на вашата телевизија.